Македонскиот народ, како и граѓаните кои живеат во нејзините граници, кои се дел од албанскиот, турскиот, влашкиот, српскиот, ромскиот, бошњачкиот, бугарскиот, црногорскиот, хрватскиот, израелскиот, египќанскиот народ и другите. Вака би изгледал дел од преамбулата на Уставот, доколку се остварат најавите на премиерот Димитар Ковачевски. Во моментов зборуваме за бугарите, хрватите, црногорците, меѓутоа веќе и деловите од израелскиот народ изразија таква желба. Египќаните веќе доставија официјално барање. Ние сме мултикултурно, мултиконфесионално општество и сме докажани како такви во Европа. За експертите нема ништо спорно во внесувањето на повеќето заедници кои живеат во Македонија, бидејќи концептот на македонскиот устав го дозволува тоа. Сепак се дава впечаток дека овие најави се само обид да се смири топката, дека нема да бидат само бугарите тие кои ќе влезат во уставот. Поранешниот председател на Уставниот суд Трендафил Ивановски оцени дека отворањето на уставот доаѓа во време на многу други предизвици со кои треба да се соочи Македонија. Од аспект на можноста во уставот да се наведат и припадниците на хрватскиот народ, на црногорскиот народ, на бугарскиот народ, па евентуално и на еврејскиот народ или другите, мислам дека со ништо не е нападнат уставноправниот развој, нито пак може да биде застигнат. Овие работи се изведуваат со еден политички набој во едно време, во невреме, каде што многу посериозни работи не очекуваат како држава, а за жал органите кои што сето тоа требаше да го малку демократски насочат, малку го подзакасна. Ковачевски најави внесување на дел од израелскиот народ, што се однесуваше на евреите, кои подолго време бараат да бидат внесени во уставот. Еврејската заедница реагираше дека тоа не е соодветна формулација. Велат дека и тие се дел од оваа држава и со своите патриотски чувства кон Македонија не се разликуваат од останатите македонци. Не сум сигурен дека е најсоодветна формулацијата што ја употреби премиерот дел од израелскиот народ, бидејќи Израел е посебна држава. За ова треба да се разговара уште малку. За нас е најприфатливо едноставно да стои евреите од Македонија. Од партијата за европска интеграција реагираат дека премиерот заборавил да ги спомне торбешите. Тие се уште една од етничките групи кои бараат да бидат внесени во уставот. Се надеваме дека не е намерно и не е тенденциозно тоа што премиерот Димитар Ковачевски, зборувајќи за уставните промени, не ги наведе и торбешите, како една од етничките групи која побара и треба да биде наброена во преамбулата на уставот. Отворањето на уставот веќе подолго време предизвикува спротивставени ставови кај јавноста и стручната фела, посебно бидејќи доаѓа како резултат на условувањата на Бугарија за вистински почеток на пристапните преговори со Европската унија. Инаку, според последниот попис, во земјава има 4174 торбеши, 3504 бугари, 2406 египќани, 2145 хрвати, 1023 црногорци, 66 евреи.